Една вечер, синот тинејџер се вратил дома доцна. Татко му го чекал во дневната соба, гледајќи турска серија, во која внукот го одмаздил чишкото кој лежал 10 години затвор за силување на неговата сопруга, која всушност не ја силувал, туку таа доброволно си легнала со адвокатот, а тој подоцна станал уставен судија. Внуков го кокнал уставниот судија. Но, да се вратиме на приказнава. Татково го дочекал синот тинеџер и го поканил да седне да разговараат. Синот се вадел дека нешто му се спие, ама кога видел која серија оди на телевизија, сепак решил да поразговара со татко му, кој бил во момент на инспирација. Аве, синко, му рекол. Слушнав, си бегал од часо и го прашал татково. Вие сега, тато, као да ти кажам, не е така као што изгледаве, му рекол синов. Абе, шо не е така како што изгледа, си бегал или не си бегал? Овој татко грмнал во стилот на Јашар, судијата во турската серија. Па, синов му рекол, види сега, тато, практично да, теоретски не сум бегал. Како бе, теоретски не си бегал? Газо ти седел на столчето таму или не ти седел? Види бе, тато, па ми седел, па не ми седел, ама не е газот крив? Абе, кој е крив бе тогаш, да ти ебам... Абе, да не е крив Јашар Ефенди бе од Церијава? Не бе, тато бе, не се вадел овој синов. Знам и ја дека не е Јашар крив. Му рекол таткова, не се премутав. Тука и што си бегал. Туку си продавал и марихуана во школскиот двор. Кој? Јас? Почнал овој синов тинеџеров да се вади. Не бе, не ти, туку баба ти продавала. И тогаш татково се фатил за кајшов, земал да го вади. Ама тогаш му текнало дека оваа првава комшика име членка на невладиниот сектор и дека ќе дигне зградата во воздух ако чуе само како го вади кајшов за да го казни синот и му паѓаат тоа панталоните. Би рекол, не дај Боже да види како го казнувам синов со кајшов, нема од затвор да излезам. Овие NGO-ава што прават. Така се откажал од идејата на превоспитување на синот на стариот, добар, проверен југословенски начин, old school. Продаше ли бе дрога мајмун еден? Вие бе сега, тато, од прилика така беше, ама па ја не бев крив бе, тато. Шо бе не си, и за дрогата не си крив? А кој го затрудне девојчено шо учи со тебе бе, суртук? Она со плавата коса од втори влез со тоа ринглите, а? Сигурно и за тоа не си крив. Изгледа и ти безтелесно ко мајка му на Исус, оваа зачнала, не си ја пипнал. И Копилјов така го гледал 10 секунди татко му во очи и смирено му рекол: тато, жими се, нема да ми веруваш, али ја не сум крив. Тогаш татково полудое, се исправил над него ко Господ, го изведил тоа каишот ко Атила бичот Божји што го вадел, мислам, овој Бичов, го дигнал над глава, спремен да го ожеже онака здраво. Па кој е крив бе? Имате ли секс бе? Имавте ли секс? Одговарај сега или ќе ти го поплавам гзот, па ќе мисла дека змија те апнала додека си серел у некоја полјанка издрогиран. Немој, тато, аман, заман, Малиов, имавме секс 3 пати поред. Со кондом ли имавте бе? А? Со што, тато? Со што? Малиов онака почутел, ама кајшот му се вртел коласа околу главата. Тато се сетив сега за кондомот. Абе, не го облеков бе, тато. Го забореив. Онака, го забореив бе, тато, едноставно. Си забораил, а не забораил да го мацнеш мачорот кај другарка ти. А? Одевте до крај. Кај дали одевме, тато? Ама која... Ој Малиов малце мутав се изгледа се правил, ама кога видел дека ѓаволот ќе однел шегата, му рекол онака со наведната глава: тато, одевме до крај. Па кој бе тогаш крив бе, кретен еден бе? Кој е крив бе? Ти бегаш од школа, ти продаш дрога, ти правиш деца, кој е крив? Последен пат те прашувам. А Малиов чутел, доека на телевизија одело од јавнава шпица на турската серија. И тогаш, пред крај на шпицата,
го погледнал татко му со тажни очи на магаренце и му рекол со наивен глас: Тато, Русија е крива. Кој? На татко му не му се верувало. Која Русија бе, маму ти ебам? Па Русија бе, тато, па Русија и Путин се криви бе. Па нели вице-премиерон Артан Груби бе, тато рече дека Русија е за се крива во Македонија. Татко тоа го погледнал, подзинал, си го вратил кајшот у панталоните, се тргнал од него и смирено му рекол: Добро бе, синко, живеј. Штом Русија е крива, сега ќе му кажеш на тој твој Груби да ти ги оправда часовите, да одлежи затвор за дрогата место тебе, да ти го чува детето до 18 години додека не стане ваков вол како тебе и да верува дека Русија е крива за говнариите што сте ги направиле и ти и тој. И си се повлекол човекот у дневна соба, си отворил пиво, си продолжил да си ја гледа следната епизода на турската серија, во која еден политичар лопов доби 30 години затвор од судијата Јашар. Ашколсун Африм, Русија била крива. Отвори се земју и голтнине, со се сите лопови професионалци и лажговци, аматери, здраво. Ги гледам денешниве политичари, се имаат, бе, од пиле млеко, бе, од ној јајца, од слон урда, од кит икра, немаат шо немаат, пуни се ко бродови, ко пиратски бродови, ма какви бродови, бе, ко танкери се пуни, така и трошат на танкирано. Земи плата 3000 евра, земи патни трошоци 10.000 евра, земи дневници, земи процент од тендери, земи кеш, земи аванта, земи станови, земи деловен простор, земи ауди, дај го аудито на комшијата, земи земјиште, дај го на женати, земи колбас, дај го на швалерката. Колбас, мислам, по дебелите. Ама души ненаситни се, бе. Тоа газето нивно имат со лажа 24-ка, бе, само за зимање. Во состојба се дете од мајка да земат и мајка од дете. Како зашо имаат потреба, зависи. Возат бесни мотори, а до вчера паѓале од тротинет, носат скапи одела, а до завчера биле на рецка на тезгата кај Дудуш у Шутка. Пија 24 годишен виски, а до вчера пија брзо смртка од тезга у Ѓорче 110 денари литар. Носат кавали патики, а до пред некој време шетаан измало со бели чорапи и југопластика папучи со жица врзани. А се заборавија они тоа, бе. Заборавија кога излегоа од калта у нивте, од нојот кај свињте, од лајната кај кошките. А некој ќе речат, ние сме градски деца. Не. Вие не сте градски деца, вие сте градски лоповчиња ситни кои сега пораснале у џебои, така се натапкале, па станале лопови крупни, шо би рекле бугарите, арамии на едро крупни арамии. Гледам некои ликови се утепаа, пување со аута на Фейсбук, со опрема, со слободно време, со пара, додека брачните им другари се до лактови у криминал, у владеачкава структура, нели? И се мисла дека ние сме улави и ќорави, дека ако десетина пушикаровичи им прават лице со лајкови, дека тоа општата состојба, дека сите мислиме така, дека е се добро, дека никој ништо не им замера. А во превод не прават будали на очи и уши, како да не слушаме кој во кој тендер бил замешан, колку милиони со нивна помош исчезнале. А го гледаш типот без работа, ама ко у Холивуд бе да е глумец. Тоа е кај нашите политичари, функционери, нивните брачни другари и некои роднини од нивна блиска околина, до душа не сите. Главната карактерна особина им е дека немаат срам, или шо би рекол нашиот народ, немаат срам, немаат страм. Со едно големо Т. Страм или срам, се едно, тоа е забранета категорија кај политичариве. И се гордеат што немаат срам.
Тоа било шмекерски, бе, во духот на новото време, тоа било европски, левичарски, да немаш срам значило да си припадник на пупелограđанство, кое се прима. Го прима за име, за идентитет, за јазик, за народ, за држава, за пасоши. Ама нема срам, важно го прима. Додуше може некојаш малку ќе поцрвени кој ќе го прими, знаеш, она го примеш ако е така покрупен. А може некојаш и ќе поцрвени кој ќе најде соодветна партиска врска да заврши работа. Но генерално се тотално оперирани од срам, нели? А срамот е врзан со образот. Кој нема срам, нема ни образ. А кој нема образ, тој нема чувства, значи е безчувствително гојдо. Значи ако нема срам, ти си гојдо. Но не би било страшно да си гојдо во денешно време. Битно било да си, нели, говедо или стока, нели, ама пуна кеш стока. Значи да си говедо, ама пуно кеш, тоа било битно. Со станови, со фирми, со илјадници заебани луѓе, нели, позади тебе, за ти да можеш да имаш пари. Се ова е резултат на една работа која што ни еден политичар ја нема дома, иако има се, нели, како едно квалитетно гојдо. Што е таа работа што ја нема дома ни еден политичар? Сега ќе ви кажам што е тоа. Немаа дома огледало. Да, обично големо огледало за во ходник, кај што ќе можеш да се огледаш кој си и што правиш, нели? Да се видиш убаво, целосна фигура, па таков да те видат и децата, па убаво да те видат роднините и на крај да те видат мајка ти и татко ти, нормално, ако не се исто гојда ко тебе. Огледалото е најважниот фактор за срам, затоа што немаат огледало, немаат ни срам. Причинско-последична врска. А некој може би и физички имаат огледало, ама бегаат од него. Затоа што знаат дека како вампири нема да си го видат својот одраз. А се вампири. Затоа што секојдневно без срам и перде му ја цицаат крвта на народот, ограбувајќи го и предавајќи ги неговите интереси, служејќи се со лаги и измами. Фуј бе! Одвратно! Ми се повреќе од оваа констатација за политичарите која за жал е супер точна и секојдневно ја чувствуваме на својата кожа. И нема да биде подобро. А ако биде, ќе го почувствувате тоа веднаш по подобрувањето. Едноставно, по продавниците за мебел низ државава ќе снема огледала. Значи, ги купиле луѓе кои са бајли навечер ќе се огледаат во нив, да видат кои се и што направиле дента. Ако одразот ги пофали, на добар пат се, а ако бегаат од него, тогаш станале како сегашниве. А на сегашниве една народна клетва. Да даде горнион, да им се скршат огледалата од кои се кријат. Тоа било многу добро за вакви штетници. Ке имале некој грейс период од 7 години да се покајат. Ако преживеа.